На последниот настан се навраќам цело време на настанот дека тоа ми е многу свежо. Професорката Ќупева велеше дека една од најважните работи која што ние треба да ја обезбедиме во образовниот систем е децата да читаат и да разбираат. Значи во 2020 сме имале супер тестирање деца на PISA тестовите, но во 2022 сме немале. И сега тие дечиња ги поминале тестирањата, нели? Они мислам дека е до 15 години дека е PISA тестирањето. Они ги поминуваат тестирањата и после тоа ако они не знаат да читаат и да разбираат на 15 години. Како можеме ние сега да извршиме интервенција во нивниот ум и да влијаеме кога би имале они 36 години? Они се уште читаат и не разбираат. Ме разбирате, тој понатаму ќе има 50 години, тој ќе биде нечив родител. Он го поминал целиот живот читајќи и не разбирајќи и сега ние се надеваме дека преку ова што би го направиле дека може да направиме патување назад во времето и тука да се вратиме и детето едноставно да почне да чита и да разбере и останато. Значи ние имаме многу дупки и многу неповрзани делчиња од синџирот кои што ако би тргнале денеска да разговараме не знаеме од каде би ги пофатиле. Но во нашето идеалистичко сценарио мислам дека има вредни точки од кои што ние може да почнеме да размислуваме. Една од точките која што сметам дека е многу вредна и треба да се случи е да постои одредена емисија или да постои одредена серија, играна серија која што со нетрпение ќе чекаме да се појави. Каде која што еден прекрасен македонски јазик ќе се зборува, за да имаат луѓето некој начин на поврзување, бидејќи сега тоа е дисеминирано на индивидуалци кои што на кој каков сакаат начин преку социјалните медиуми влијаат на јазикот. Нивото на оние кои што се инфлуенсери и нивниот начин на кој што комуницираат навистина е ниско.